Поддршка за заедничка Македонија деновиве дадоа голем број истакнати личности од јавниот живот во државата. Актери, музичари, академски професори, спортисти застанаа во одбрана на црвено-жолтата граница на масовните собири преку гостување во медиуми и на социјалните мрежи. Јавните личности отворено и категорично го дигнаа својот глас за зачувување на унитарноста на татковината. Васил Зафирчев, Гоце Тодоровски, Ванчо Петрушевски и Снежана Коневска-Руси се дел од актирите кои порачаа време е да се погледнеме во очи и да кажеме за Македонија се работи. Актерката Руси повика политичките партии во преговорите да не помислуваат усвојат владина програма која не е изгласана од граѓаните на изборите. Службен јазик на оваа држава е македонскиот и името на оваа држава е Македонија, порача од граѓанскиот собир Васил Зафирчев. Да го сочуваме името наше македонско, да ја сочуваме државата таква каква што ја имаме, таква каква што ја сакаме. Една, единствена, унитарна и суверена. Ево уште едно фашистичко бандитско знаме. И песната е фашистичка, а ја пееше неголемиот бандит, фашист и пијаница Тоше Проевски, напише саркастично врвниот уметник Константин Качев над видеото за поддршка на иницијативата. Овој коментар беше инаку одговор на навредите на Зоран Заев и Петре Шилигов, кои јавно ги окарактеризираа како фашисти и пијаници сите оние кои си ја сакаат државата и македонското знаме и протестираат за нивно зачувување. Поддршка на над 100.000 граѓани дадо и голем број врвни музички имиња од Македонија. Пеачката Андријана Јаневска на својот Facebook профил напиша: Дамјан Груев рекол: "Маките на татковината се поголеми од сите страдања на секоја наша мајка." И сподели своја изведба насловена "Песна за Пере Тошев". На листата музичари кои деновиве даваа силна поддршка на иницијативата за заедничка Македонија се и Дарко Мјалковски, Игор Дуруловски, Запров, Елена Мисиркова, внуката на Крсте Петков Мизирков, Владимир Блажев ДНК, Дарко Илиевски, Владко Илиевски. Диригентот Запров порача да престанат ултимативните платформи, наместо таква да се направи платформа за економски и културен просперитет. Оперскиот пејач Дуруловски пак побара политичките партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија. Од масовниот собир собрати една од најпочитуваните пејачки во Македонија, но и на Балканот Калиопи. Ние сакаме унитарна, една, единствена, а наша заедничка Македонија. Овој мирољубив народ. Македонија од секогаш негувала мирољубиви идеи и пораки праќала на секаде по светот. Универзитетски професори и академици застанаа рамо до рамо со граѓаните кои маршираат за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Професор доктор Кошо Чакаларовски истакна: "Сите заедно треба да се избориме да ја сочуваме монолитноста, мултиетичноста и граѓанската ориентација на државата." Јас сум по потекло влав и сметам дека во оваа држава нашите права се на највисоко можно ниво. Имаме училиште од 4 до 8 одделение, право на културно изразување, на организирање, на состаноци, на, да кажам, различни културни манифестации, дури и на телевизија си имаме своја програма и така натаму. Керката на големиот Круме Кипески повика да запрат манипулациите кон македонскиот народ. Поддршка даваат и професорите Александар Климовски, Љубомир Цуцуловски, Тања Каракамишева, Виолита Ачковска, Јована Кепевска, Александар Стојчев. Во одбрана на црвено-жолтата, како и секогаш и сега, застанаа најистакнатите македонски спортисти. Еден од најдобрите кајакари во знак на поддршка го развија македонското знаме и се приклучи на мирниот протест. Николов Барди, Давид, Радевски, Мурати, Велковски, Демири, Ангелов, Марковски, Егзон, дел од семејството кое ни ја направи гордоста поголема и од Шари, и од Бистра, и од Галичица, и од Кораб. Сплотени сме за Македонија, да го сочуваме семејството, напиша Милевски, предводникот на младата репрезентација, која го оствари најголемиот успех во историјата на македонскиот фудбал, пласман на Европското првенство. Одлична акција на нашата репрезентација.